Јас сум Жаре и сум различен од сите други шизици што скокаат по тебе на телевизија. Овој бенд бе со луѓето од Пепер, ми во него паза тоа, ова е најдобрата емисија. Најдобра е Еднаш неделно на Алфа и ке нема проблем. Ова е 1 на 1 на крај на вашиот ден. Гледате 1 на 1. Денешен гостин Драган Белогрлич, музички гостин Кики Лесандрич, овозможено од Good Nature, Лимонова трева и Кајсија. Вашиот домакин Жарко Димитриевски. Здраво, здраво, не е битно ни ја кој сум ни они, кој се, затоа што денеска во 1 на 1 гостин ни е Драган Белогрлич, ќе биде одлично шоу. Ѓоко, како е? Спремно? Доаѓа Белогрлич. Не е спремно? Чут. Спреми одма, не се зезе. Ана, кај? Ја заборај. Не. Ана отиде во иностранство. Во иностранство? Да. Исто како поштарот. Да бе, да. Се надевам не се заедно. А и пат. Не, па и да се заедно, шо, Голема иностранство не се важи. Да. Денеска гостин ни е Драган Белогрлич, затоа немаме многу време и ќе одиме директно на Facebook, Twitter прашања, се со цел за да му дадеме на Бела повеќе. А Жаре, извини да те прашам, а ти играш Facebook? Ја не играм Facebook, ама Ѓоко игра Facebook. Затоа се мислев кој игра Facebook од Како вас. му викаше преска? На Мане камерманот, како му викаше? Да играш Facebook. Ти само Ти играеш- само играј си Facebook. играј си Facebook, Ама па знае човек, него не е до. знаеш дека на PlayStation има сега нов Facebook. Но Facebook има. Ѓоко го игра. Да. Менде од Битола прашува, Жаре, добив поволна каматна стапка од една штедилница во Битола. Се мислам дали ја почнеш штедам со тат. Ѓоко, добро е, нели ти рекол да не ми ги носиш слушања стари. Цаки од Скопје прашува, Жаре, овој сам со Ненко што беше кај тебе како трнал и реката Вардар ќе ја купи уште малце, ха, омага, лол, рофал. Или на од Струга, Жаре, нели ќе издававте уште книги или стварно не може да ти се верува? Врска нема, ќе издаваме уште книги како еден издавачката која веќе подготви нови книги, така, за скорешните случувања и избиднувања во општеството, така да мислам дека може да ги погледнеме. Да, еве што ви представува книжарницата 1 на 1. 20.000 денари под нулата. Приказна за дозволениот минус на кредитната картичка со просечна плата. Убаво четиво да си го испазарите. Одиме следна книга. Да си го испазарите ако не ви е под нула картичката. Касни закасни. Комичен и исклучително весел роман за група пријатели, сите вработени во државна администрација. Значи, ова е така за нивните случувања, што прават на работа, како прават. Следен еп е ова. Епот се вика Заев, баба и 40 пратеници. Овој еп е за еден паша кој сака да стане нешто што не може. Тоа е приказна од средната класа, приказна полна свеж зеленчук, приказна на која тешко може да се верува. Впрочем, не може на оваа приказна да ви се верува. Следната книга е Алидин. Фантастична приказна за едно магично патување на еден млад планинар од високите предели на една планина до главниот град на една поприлично луда држава. Ивона и 7 тендери. Да, ова е трагична приказна за едно девојче кое со ролка и со джип влегува во светот на возрастите, каде што ги се губи трагата. Да, поприлично така, страшна приказна. Боичките на Андреј. Знам. Веќе халуцинираш од овие бои. Да, ова е халуциноген трип. Всушност целиот роман се работи за едно градско момче кое што така се обидува да внесе некое шаренило во сивилото. Да. Спремни сме за Бела? Може да влегува, така? Може да доделиме и некоја награда на гледачите. Да. Значи, одете на Facebook.com 1 на 1, баш за филмот на Драган Белогрлич ќе доделиме карти во Cineplex, Монтевидео, одете таму, освоите си картички, изненадете ги блиските и нормално останете со нас, бидејќи следен во 1 на 1 Драган Белогрлич!
takozvani burek. О, Боже мајко, Јам Коцки, ново издание, Жарко Коцкица сум јас. Амо ме пак одно ми пуштате гледачи. Ало, да, повели. Да. Жарко, поздрав, Спасе тука, поздрав до емисијата и до тебе и Кој, чекај, извини, кој е на телефон? Спасе. Ти ли бе? Бе, Спасе, ајде, добро. Ајде, повели, ајде. Како си, Жарко? Спасе, битно ли е, бе, тоа како сум? Ајде да одиме да вртиме коцките, ајде, спремен? Да. Ајде, значи знаеш, пак треба да ти кажам. Што? Мој мајко, ајде, кажи стоп. Спасе, ми падна една коцка плюс, бе, дај бе малку... Леле, ајде вака, нека биде, поле број Б дај му, ајде, наш познат глумец, Спасе. Сашко. Политико. Политико? Спасе, не. Добро? Значи глумец. Сашко, каков политико? Актер, глумец. Моли мајко, не бе, аман. Спасе, го бараме името. Кој го не го бара, то не го даваме ни името. Мајко. Да живее Македонија. Грци. Слушам ме сега, Спасе. Слушни ме. Значи вака, имаш Сашко, на телевизор гледаш таму. Имаш букви. Првата му е К, втората му е В. Значи не те разбирам. Кенев. Што? Кенев. О, Боже, Господе, Сашко, Сашко Кенев. глумец бе, Спасе, глумец. Значи глумец. Што не ти е јасно? Помош. Помош. Ај вака. Сашко, К, В. Има глумено трето полувреме. Што сакаш помош поише? Ме возбуди сега, Белја. Не знам, јас само второ сум гледал полувреме. Ајде вака одиме. Ајде вака. Вака, полека. Вака. Значи, Сашко. Како се вика градоначалникот на Скопје? К, В. Жерновски. Што ти е бе, Спасе, на тебе? Ајде одиме уште еднаш. Ајде. Прашајте ги дома таму да ви помогнат малку. Ајде, ова се весели Коцки. Ајде, Јам Коцки. Одиме. Ајде. Значи, Кирев, да не е Кирев. така е, Коцев. Браво, Спасе, мојот омилен гледаш. Спасе. Си доби, што сакаш, кафе тазе или бајато сирење, што сакаш? Ти бурек ми речи прошли пут. Значи нема бурек за тебе, за тебе ќе ти дадеме од овој мултивитамин сок, најубав е. Зашто нема бурек? Не е толкова. Ама ете, тоа за тебе. Ајде, чао. Чао. Takozvani burek. Сакам да пијам чај, а посебно кога бирам каде одам на одмор. Како што гледате, може да одам каде сакам. Дојран, јако ќе биде. Сакам да пијам чај, а посебно кога е good nature. Права реткост е што го имаме човекот тука и имаме особена чест и задоволство што ни гостува во 1 на 1. Драган Бјелогрлич. Како си? Ево, Повели. Добро се осеќаш? па, овде е добро, да. Мислим, генерално е добро. Мало смо ноќас дуže остали после премиере, па мало док поватам Нормално, така треба. Ај вака. Да ја почнеме со муаветов од знаеш, имаше скоро едно интервју твое во новини и насловот беше Боба ми го промени животот, нешто така. Јел? Дали некогаш си бил толку популарен и си осетил таква популарност како тогаш што беше популарен? Па ја обично кажем да je to bio moment kad sam bio najpopularniji u životu, zato što... Znači, stvarno je така, a? Pa da, ja mislim da da. Prvo što je to bila jedna velika serija koja se davala u jednoj velikoj državi. Da. Gledala je cela Jugoslavija, nedeljom uveče. Tada nije bilo mnogo televizija, nije ni bila velika konkurencija i da su se tada merili rejtinzi kao što se sad mere, to bi verovatno bilo nešto nenormalno. Da, baš I nekako ta serija je bila posljednja velika serija jedne velike države i to daje toj seriji i celom, sad kad se sa ove distance čovek osvrne na to vreme, daje još jednu posebnu dimenziju, kao da je sa njenim emitovanjem
Se zaokruži. se zaokružilo sve to, jer ja mislim posle poslednje 6 dana posle poslednje epizode počeo rat u Sloveniji. Така. I mislim da ljudi, dobro, to jeste bila jedna dobra serija, ali zaista vidim da gde god idem po prostoru bivše Jugoslavije, kao da pamte da im je to poslednji neki osjećaj nekih lepih, srećnih Да, им vremena. дава убаво чувство кога ќе го Jeste, спомнат едноставно. Jeste, tako da, eto, ona je, prošlo je mnogo godina, a još uvek pričamo o njoj, o Па toj уште seriji. се дава, уште цело време реран, А да, цело стално. време има репризи. Stalno, i onda kad me vide ljudi kažu što si ostario, oni misle da još imamo Да, да, veliko колку е godina. добро тоа што ги дава, толку Да, и не е да. толку Па добро. да. А кажи ми од овие емитувања повторно и повторно, еве пример 2007 беше во топ 3 најгледани програми у цела Србија. Значи уште е препопуларна. Дали ти нешто имаш кар да речеме финансиски од тоа или како оди таа работа, објасни ми? Postoji, baš kad je bolji život u pitanju, mi smo tada potpisali te ugovore da imamo nešto od repriza. To nije neki sad novac, Dobro, hvala Bogu. ali imamo. Kasnije sve što smo radili, od stvari koje smo recimo snimali 90. godine, to tu već nemamo reprize. Kako je došla ovaj pravedna demokratija, onda su Eto nam tako. ukinuli sva prava. Ето така, како што треба, да. Da. A u doba diktature, socijalizma, tamo smo imali sve. Ето Mislim, така. tamo smo imali sva prava. Ти беше дете актер во Бошко Буха, нели Јест. го играше Сава. Ја бев исто дете актер. Ајде да се споредиме да видиме кој е подобар. Сакаш? Ajde, Ајде. verovatno si ti. Предизвик. Ајде бегај, Јеси. не ми само ми збориш така. Ајде да видиме, пушти. Pocrkat ćemo. Ma šta kukaš stalno? Uzmeš vino, kajiš, izbušiš rupu, stegneš i nema Стварно си problema. остарел бе. Гледај ме. A ovo si Диме ti. такси никогаш не учи. Диме такси има природна интелигенција. Мангуп. Се прави фраjer, види го. Bio si Bucko? Фала ти што го примети тоа, а не мојот актерски талент. Da. Pa dobro, bilo je kratko, ali dobro. Не, шало. Кажи ми, зошто не се запиша на драмски, туку отиде на градежен? Така беше приказнато? Građevinu. Така. Da. Ja sam rastao u jednoj, da kažem, dosta konzervativnoj porodici, u smislu moji su poreklom Hercegovci, to je familija gde se na umetnost nije gledalo mnogo ozbiljno. А, така. I meni je otac rano umro, ja sam bio u 4. razredu gimnazije, ali jedan od posljednjih razgovora sa njim koji sam imao, on je ležao onako bolestan, verovatno je možda i znao da mu se bliži kraj i ovako, to je jedan od naših posljednjih ozbiljnih razgovora, on je mene pitao šta ja mislim da studiram. I ja sam rekao da ne znam, da razmišljam, meni su te prirodne nauke išle dobro, matematika, fizika. I onda je on rekao negde, pa dobro, drži se ti toga, pusti ovu glumu, nije to za ozbiljnog čoveka. Možeš ti da glumiš s vremena na vreme kad te zovu, ali završi ti nešto, Da, nešto pravo. opipljivo, nešto pravo. I valjda su te reči njegove meni ostale urezane i ja sam onda upisao građevinu, vrlo lako, jer sam ja zaista bio dobar matematičar i bio sam dobar đak. I dao sam prvu godinu, međutim, shvatio sam da to mene ne interesuje. U stvari, shvatio sam to kada u junskom roku mi je došao neki poziv da radim neki američki film koji se snimao u Sloveniji. Dosta ovako glup film je bio, neki horor, ali ja sam odmah prihvatio i... Само за да глумиш. Samo da glumim. I onda čitav junski rok za koji sam se spremao, ja sam bacio u vodu. Tu sam shvatio da u stvari mene, kad god bi me pozvali da glumim, ja bi zaboravio na građevinu. Така. I onda sam... Види, нема бегање otišao. од страст, од љубов, од такви работи. Тоа Pa е тоа, da, што да i правиш? mislim da sam doneo ispravnu odluku, da Така. nikada ne bi našao sebe u građevini kao što sam našao u ovom poslu. Си тераше така ти со глумата се до правењето на Кобра филм, кога се фати малци со продуцентски работи, со некои од овие зад камера, нели, ствари? Или Да. претходно имаше нешто работено такво? Pa ja sam imao, to se malo zna, baš u vreme kad sam počinjao glumački posao, imao sam jednu pozorišnu trupu koja je radila, zvala se Plexus, Boris Piljnak. Boris Piljnak je bio ruski anarhista i mi smo radili tako angažovane, 2 predstave smo napravili, jedna se zove Klasni neprijatelj. To je bila, to se u to vreme dosta igralo svuda po svetu, gde neki klinci zatvore se u školskom WC-u i sami organizuju sebi nastavu. To je bilo onako jedan kao bunt jedne generacije.
I posle Како toga smo Lord of the radili... Flies, što idат na ostrovов овие деца. Pa, otprilike. I tako da sam ja pokazivao, mogu da kažem, eto, nekih početaka, želju da idem nekim drugim putem, ne ono da odem, da se zaposlim u pozorište, da imam platu. Ja nikad nisam bio zaposlen, a? Da, nikad nisam primio platu. Видиш, и тоа е добро, си викаш, ајде сам ќе си ја правам плата. Да, никад нисам И како одлучи со брат ја направивте Кобра филм или не? Не, прво смо направили Никола Којо и ја. Никола Којо и ти. Што после тоа Којо си продолжи сам, или? Да, тоа е 93. година. Mi smo napravili jednu predstavu, moja draga, ona je igrala ovde u Skoplju, baš je bila popularna, nekoliko ovih, kako se zove, Univerzal sala. Univerzalna sala, da. To smo baš, mislim, igrali smo je svuda po bivšoj Jugoslaviji, najviše u Srbiji naravno, i ona je bila onako jedan veliki hit predstava i to je bio prvi posao koji smo mi uradili zajedno. A brat ti koga doaѓa vo A onda mi se priključio moj brat i moj kum Milko i onda smo napravili film Lepa sela, lepo gore zajedno. Tak. I to je prvi veliki projekat Kobre. Onda je Koja napravio svoju firmu, krenuo da radi sam produkciju, moj kum je isto otišao na drugu stranu i ostali smo ja i brat. Sad radimo zajedno. Најубаво. Kao i ti tvoj brat, ili tako? Не ли, па си работил, да, убаво се слагаме. Така ли, Мики, мораш да кажеш да, иначе ништо. Да. Бога ми, нешто врти главом. Да, не е баш, ама добро. Кажи ми, Кобра имево. Доста смотано име за продукција, мораш да признаеш, така? Катастрофа. Добро, не сум сам, имам подршка. Тоа е катастрофа, кад god одем, кад смо ишли по фестивалима, онда сви мисле, очекуju да правимо неке кунг фу филмове или индијске неке... Метал спотови. Ба да, Кобра. Па не, тоа е потpuno без везе. Кад смо Која и ја радили ту представу, требала нам е нека фирма. Aha, da je krstite nekako. Da, preko koje ćemo da radimo. Ja sam onda nazvao mog brata koji je imao butik i bavio se pravljanjem stvari od kože i to je bila Kobra, butik Kobra. Pošto imao te, od zmije, od krokodila. Tašna, jedno drugo, takvi ravoti. I onda mi kao, ajde, ko će sad? Ajde Kobra. Onda kad smo krenuli radimo Lepa sela, znali smo mi, ajde da smislimo neko ime, I nikako se setimo nekog dobrog imena, dobro, ajde neko ostane Kobra, ajde Kobra. И добро, кој идеш така, знаеш, на сериозен бизнис состанок со американци, доаѓаш ти дело све од Кобра филм. Да. Што бараш бе, ти од Кобра филм? Tako da možda ću sada da... A sad je već... Немој бе, нека седи више. Sad je gotovo, da, sad je gotovo, sad je već brend. Се има и тежина, има све, баш е убаво веќе. Кажи ми за Ивкова слава, многу ме интересира, пошто екипата актерска е феноменална, значи, стварно, секоја чест за сите вас што бевте собрани. Ме интересира за снимањето. Имаше ли така за фраканци како што ние од страна мислиме дека имало, пошто се такви луѓе на едно место ставени? Дали се пиело, дали се славело, дали се... Не знам, дали уживавте у снимањето? Jeste, to je meni jedno od lepših snimanja. Mi smo prvo, kad god se snima negde na terenu, znači van Beograda... Po selu Tenerife što snimavte? Da. Onda je to uvek jedan posebna vrsta doživljaja. Mi smo to snimali u Pirotu i jedan mali deo u Valjevu. I bili smo smešteni u Pirotu u nekom hotelu na 1000 metara. I tu smo bili samo mi glumci. Ekipa je bila dole i stvarno je to meni jedno od najlepših snimanja. Onako, stalno smo se dobro i radili, i zabavljali, i šalili, i prisjećam se tako nekih anegdota, štosova sa snimanja. Jako dobro. Inače, Šotra je čovek koji je isto blag čovek. Zdravko Šotra. Da, Zdravko Šotra, on ima čovek dosta godina, ali je zadržao neki taj mladalački duh i jako je lepo s njim sarađivati. A za мене може и најдобрата серија снимана после Болји живот е исто проект на Кобра и твој, значи Вратиче се роде зборува. Вратиче се роде серијата имаше и две специјални новогодишни епизоди кај што глумеше Никола Ристановски, нашиот познат актер, доста специфичен глумец. Што мислиш за Никола, пример? Како гледаш на него? Ангажирao sam ga, igrao je u Montevideo 1 je igrao predsjednika Bugarskog saveza fudbalskog. Така. Па мораше ли баш Бугар да го направиш, бе, драго? Па тоа му е bila posebno onako, kako se spremao, dođem ja na snimanje, vidim on nešto ovako ima neku, a on stavio neku vilicu ovako, da bi izgledao malo onako blesavije, da bi izgledao bugarski. Ako može tako da izgleda. A on kaže, pošto u Rodama, tom specijalu, mi ga na kraju šaljemo
nekim balonom za Sofiju. I on kaže meni, posle kad sam mu dao da igra Bugar, on kaže, poslao si me u Bugarsku, sad si mi dao Bugarsku, pa šta me, kaže, guraš stalno. Da, ako ne da idam ja, ako sad. Rekao, potpuno slučajno, nema nikakva namera. Čija ideјата за Монтевидео не е твоја? Значи, од почеток зборам, нај на почеток. Ne. Pa, to je dosta zanimljivo da su većina stvari koje su drugi ljudi režirali, a ja producirao, je uveliko bila moja ideja. Kao recimo za Rode, pa donekle za Lepa sela, pa čak i za Rat uživo, recimo, i tako. Bila je moja ideja gde sam ja onda zvao pisce i zvao reditelja da rade. A film koji sam ja režirao nije bila moja ideja. A sите мислат ова е... Da, to je neverovatno. Ti producenti, Dejan Petrović, Zvonimir Šimunec, Intermedia Network, oni su otkrili tu priču. Novinar jedan Vlada Stanković je hteo da napiše knjigu i oni su došli kod mene i rekli su, evo mi bi od ovoga napravili film i seriju i ajde ti to napravi. А со што те купија? Со кратка сторија, онака, гарант не ти раскажувале со денови за ова, Имали него со ти они- кажеле вака и вака, Југославија, репрезентација. Imali su oni neku, nešto u formi neke priče, sinopsisa. Нешто кратко. Da, da. I onda smo mi, oni su to meni dali da ja vodim to kao kreativni producent. Znači da ja nađem pisce, da nađem sve, da osmislim ceo projekat, da napravim ceo projekat i onda je meni palo na pamet da bi mogao da se napravi jedan potpuno neobičan film za naše uslove. Naročito taj prvi deo, ja sam video kao neku priču tako romantičnu o ostvarenju sna, o nekom opet drugom vremenu kada su ljudi bili drugačiji, kada su se cenile neke druge vrednosti nego što se danas cene. I doneo sam odluku da to budu dva filma. Da se cela priča ne može... Znači ti со план за два филма. Da se cela priča ne može, da je mnogo velika, da se, bar ja tako kako sam je postavio, da se ne može ispričati u jednom filmu, nego da bi to bila dva filma i dve velike serije. I ovo ne ti беше preambiciozno nekako? Jeste, i onda sam donao odluku da ja to i režiram, u stvari ja sam rekao producentima, evo, ja bi to izrežirao, jer nekako, u stvari sve to što je negde stajalo u meni, neka ideja kakav bi ja film pravio, ja sam generalno razmišljao o epohi stalno, bilo mi je, nekako nikad nisam video kod nas film iz epohe koji je dobro urađen. Onda video sam da kod nas nema, da su svi filmovi crni, mračni, Тоа сакав да те прашам. tamni. Гарант Монтевидео е успешен делумно и поради тоа. Зашто ние сме навикнати само на демагогии, филозофии, црнила, ово е лошо, ово е ваков, ово е таков, а овде нема ништо такво, човече. Ja mislim da je u jednoj rečenici tajna uspeha Montevidea upravo u tome što si sad rekao, što on priča jednu lepu, pozitivnu priču, a nije limunada. Nije limunada, nego je ozbiljan film. Vrlo ozbiljan film, posebno ovaj drugi deo, evo ti si gledao juče, Montevideo vidimo se, meni je glupo da kažem drugi deo, to su potpuno dva različita filma, video se. Zapljusnuti smo tim realnim informacijama o realnom životu, koji nije baš, koji nije, živimo u doba ozbiljne krize i ozbiljnih problema. Bez mnogo nadeš, bez mnogo... Da, i nema mnogo nade, a onda još ako i u filmovima i u umetnosti nema, onda ja mislim da je zadatak umetnika danas, na ovim, recimo na Balkanu, da upravo tragaju za nečim lepim, za nečim dobrim, da nađu to svetlo negde na kraju tunela. Mislim da je to teže nego praviti film o surovoj realnosti. Точно, управо си. Арман Асанте е нормално најголемата звезда во филмот. Тој ли ти беше прв избор за таква улога? Pa, naravno da ne. Oni su svi kao neke pokretne firme. Svaka zvezda u Americi je firma za sebe. Да. Tom Cruise, Brad Pitt. Беше со Де Ниро пред не знам колку 3-4 години, седеше на вечера со него со Новак. Kad smo bili mi u Njujorku, kaže mi Novakov otac, Srđan Đoković, kaže, De Niro je zvao na večeru, kaže, li bi išao s nama? Ja kažem, kako da ne bi. Jedna velika serija koju bi ja voleo da uradim o 90-im godinama. Jedan od likova, recimo, evo da bi približio o čemu se radi, bi bio inspirisan, recimo, baš čovekom iz Skoplja,
koji je bio direktor Makedonija Tabak. Šuturkov. Јас сум Давид. Овде сум да ги пробам сите можни комбинации со млеко и да кажам дали и колку се добри. Денеска пробувам чај и млеко. Светска комбинација. Небројено многу алачи. Тоа е мојата оценка. Вечер ве напиете со чаша млеко за добар сон, а утре за да ги добиете сите витамини, протеини и минерали што ви требаат за напорниот ден. Со оваа екипа мене ми се многу потреба. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Победнички вкус, кој е многу важен за здрав раст и развој. Ново алпско млеко со витамини и минерали од Љубљанска млекара. Без разлика дали испраќате голем пакет или мало писменце по пошта, секогаш можете да сметате на нас. Со 24 часовна достава низ Македонија, кога нештата ви значат, а секундите се бројат. Постојат многу решенија, но едно е најдоброто. Глобко логистик, ваша пошта. Его Сливи Витал, највитален јогурт за помош при слабење, со додатокот од L-карнитин и коензим Q10, а со помош на телесни вежби, ви помага при топењето на маснотиите и намалувањето на телесната маса. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Еднаш неделно на Алфа и ке нема проблем. Ова е еден на крај на вашиот ден. Арман Асанте е нормално најголемата звезда во филмот. Игра една многу интересна улога, нели, тоа е скаутот, американскиот скаут. Да не кажуваме сега што е, како е, ќе си го гледаат. Тој ли ти беше прв избор за таква улога? И онака, знаеш, кога више зимаш звезда, па вајле нема Арман Асанте прв да го пробаш. Јавар мислам, ај ке ми кажеш. Па, наравно да не. Када трагаш за амерички глумцем, наравно не можеш да се понашаш као рецимо када су наши глумци у питању, па сад ја би волao да ми игра Бред Пит или волao би да ми игра, не знам, Шон Пен. Баш би бил добар тука Шон Пен. Него јас сам кренуо од тога да покушам да наđem jednog dobrog glumca. I bio je jedan glumac našeg porekla, Željko Ivanek. Dobro. Se zove, on je onako, on je vrlo respektabilan, on je igrao u par ozbiljnih filmova, epizode, igrao je nekoliko serija, ali nije velika zvezda. Nije ime. Da, nije ime. I on je, stvarno nije mogao, mi smo se telefonom čuli i ja sam onda krenuo da tragam, da se raspitujem ko je otprilike to nivo poznatog glumca, dobrog, do koga bi ja mogao da dođem, i onda mi je Branko Đurić, Đura, rekao da bi možda mogli da dođemo do Asantea. Branko Đurić igra vo filmu, samo da se znajete isto. I kad je rekao da bi mogli Asantea, a stvarno, Asante je meni bio jedan od najomiljenijih glumaca. To je zanimljivo. On je igrao u jednom rumunskom filmu koji se zove California Dream, koji sam ja gledao recimo mesec dana baš pre nego što mi je Đura rekao da bi možda mogli da dođemo do Asante. Ja odem kući, pogledam ponovo film, video sam da on, znači, nema problem da igra u, recimo, ako je nije imao problem da igra u rumunskom filmu, pretpostavljam da bi ne bilo problem da ima u srpskom filmu. I stvarno nije imao problem, on je radio i po Kazahstanu i po Rusiji i dolazio je na Balkan. Лесно го договори, бам, бум, за еден ден. Arman, to je cenata. Ne može to tako. Znači ne ide to baš. Ne, ono bi išlo preko njegovih agenata i to je trajalo dosta dugo, ali ono što je najbitnije, on je imao dogovor 7 dana da snima za taj honorar koji je dobio. I kad je došao na Tenerife,
mi smo bili svi tamo, on je bio došao par dana ranije i nekako odmah se uklopio nekako u ovu našu ekipu, počeo da izlazi sa nekim našim prijateljima tamo sa nama, došao na snimanje, bilo jako lepo, ugodno, odmah smo uspostavili neki fini kontakt i kad je odlazio s Tenerife, on je tu snimao recimo 3 dana i treba da snimaš 4 dana. On je meni rekao na toj posljednjoj večeri, vidi, kaže, ja sam sad zvao mog agenta, nema nikakvih problema, nemoj da se držiš, ako ti misliš i ako imaš ideju da razviješ ulogu, ja ću snimam i više. I zaista je na kraju. Ja se preselam i u Srbiju. Da, nije baš tako rekao, ali je bio, onda je došao u Crnu Goru, pa je snimao u Paraćinu, pa je išao i na Guču, stigao je da ide i na Guču i sve onako... Balkanska duša ga napravite. Da, napravio, onako, ostala mu je, sad je bio na premijeri u Beogradu. A вистина, извини, си му ја зголемил улогава од кога си го добил? Значи го добија Асанте, улогата била помала. Па да. И сега више кога го имам Асанте, па гревата е... Tako je, da, to sam zaboravio da kažem. U trenutku kad sam shvatio da će Asante da igra, ja sam ulogu odmah proširio sa piscima. Jer ako već imam njega, želeo sam stvarno da iskoristim. I zato je on meni rekao, jer ja sam rekao, znaš, vidiš kako se to fino razvija, mi smo imali neku ideju, pričali smo o tome da je on jedan od pionira fudbala, jer to film priča o početcima fudbala. I on je jedan od prvih tih menadžera koji ima ideju da populariše fudbal u Americi. Što ima nekoliko... Баш си го направил таков како у прохибиција некој да работи, знаеш, у тие некој 30 бордово кај паја пацки. Добро, мало има е. малце у него некоја острина, злоба, така. Jeste, a opet je čovek sa vizijom. Jer čovek koji ima ideju i to sam ja nalazio kada sam se spremao za film. Nekoliko puta su pokušali razni ljudi da popularišu fudbal u Americi. I nisu uspeli, nikad do kraja fudbal nije postao tako kao što je u ostalom delu sveta. Kao što Beckham napravi. Pa da, ima ono kad je Pele išao. Tako je, baš ima nekoliko, ima jedna knjiga o tome. Ti Brazilci da koji ne otide. Da, jedna od prvih pokušaja je bilo baš tih godina. I to je dalo ideju meni, a Asante je, njemu se to jako dopalo i onda je on rekao na kraju, vidi, slobodno ti razvijaj lik, ja ću da igram koliko god treba dana za dogovoren novac i stvarno, ja mislim na kraju je snimao jedno 13-14 dana. Супер. На колку премиери имаш отидено до сега за вториот дел? Nisam išao ja baš svuda, ali mi smo baš pratili smo film, išli smo svuda po Srbiji, pa smo išli u Bosnu, u Banja Luku, Republiku Srpsku, pa smo išli u Crnu Goru, pa evo sad smo ovde. A колку пати го имаш гледано филмот ти од почеток до крај? Pa pre premijere, ne znam, mnogo puta, baš mnogo, i onda sam ga odgledao u Sava centru i više ga nisam gledao. Znači mi kad idemo na premijere, ne sediš ti da go gledaš film? Ne, pa tamo posla pa nisam. Neli, što ga praviš? Pa ne, Stoti pad go gledaš, sediš vaka i ga zboriš replikite. Ne, mi samo dođemo, ne znam, ili pre, predstavimo se publici posle. Stvarno, Montevideo ima jedan dobar duh, evo, bit će ti ovi momci gosti u emisiji. Da, vidiš za nekoje vreme vrlo su zabavni, vrlo su spontani. Супер. Кажи ми, Асанте, ти бил, значи, вака кејв некогаш да го имаш. Ти е кејв некогаш Де Ниро да ти игра во филм? Остварливо мислиш дека е, ај, малце да маштаме, да санјаме? Кога више Асанте си го донел, па why not? Pa dobro, nije, kako da kažem, svet je postao manji. Ako ima nešto dobro od ove globalizacije, to je što jedna od retkih dobrih stvari je što nekako je smanjila svet i postali smo bliži i nisu te stvari nemoguće ne deluju nemoguće kao što su recimo delovale pre 20 godina. Tako. A ne znam, mislim da taj baš sam vrh Hollywooda je jako teško dobiti za... Ušte je nedostižen za prostoriju, a? Mislim, prvo i zbog materijalnog momenta, a i drugo, oni imaju nekoliko godina unapred svoje projekte, imaju menadžere, imaju agente, oni su svi kao neke pokretne firme. Svaka zvezda u Americi je firma za sebe. Da. Tom Cruise, Brad Pitt, ne znam. De Niro manje, De Niro je u Njujorku, on ne šljivi mnogo LA. Ali svi ovi, Clooney, DiCaprio, pa čak oni svi imaju svoje kompanije. I čitav jedan tim ljudi koji radi za njih. I onda oni jako teško da sad mogu da
sad da ih ti pozoveš, možda bi mogao, ne znam, da kreneš u pregovore sada za 2015. godinu. Така. А беше со Де Ниро пред не знам колку 3-4 години, седеше на вечера со него со Новак. Да. Со Новак сте пријатели семејни, така? Јест. Мислам со фамилија Џоковиќ. Да. Да, кога беше тоа? Подсетиме сега, за 2011 се работи, 10-та, така нешто? Kad je bilo to u Njurku? Тоа е Ja US mislim Open. 2010-ta. US Open. 2010-та. Што се случи? Како стигна со Де Ниро да вечераш, кажи ми, тоа ми е Pa, интересно. mislim, De Niro ima neki odnos prema Srbiji. On je, kad je nešto je stopirao, pa je ostao bez para, pa su mu neki ljudi u Nišu pomogli, dali pare, pa ima ta anegdota kad je on rekao, pa kako da vam vratim, a ovaj mu je rekao, taj Nišlija, valjda, ma kad dobiješ Oskara će mi vratiš. I ovaj stvarno dobio Oskar i mu gi vraća parите. Jeste, i onda kad je došao, on je bio 2 puta u Beogradu na festu. Dobro. I kad je došao, prvi put je bio sa Kumom 2, drugi put sa filmom New York. I kad je došao prvi put, on je potražio tog čoveka i ne znam, dao mu onda, ako mu ovaj pozajmio recimo, ne znam, 200 maraka, tada ovaj pozna šta mu je dao. I njegova ćerka se zove Drina. On je čitao na Drini Ćuprija i tako da. Ima neku povezanost sa ovim podnebljem. I sad recimo obožava Novaka Đokovića. Така. I onda kad smo bili mi u Njurku, kaže mi Novakov otac Srđan Đoković, kaže, De Niro je zvao na večeru, kaže, li bi išao s nama? Ja kažem, kako da ne bi, a posebno što ja sam imao prilike da upoznam De Nira, on je gledao Lepa sela, lepo gore. Dobro. Kada je Harvey Keitel je bio neki kao jedna vrsta promotera filmova u Americi. Na Lepa sela, lepo gore. Za Lepa sela, lepo gore, da. Kakva čest. I mi smo imali Harvey Keitel Presents. Kao tako je počinjao film u Americi. Kao Harvey Keitel. Zašto? За да му се даде тежина онака? Pa, to je nekad dobro da bi približili malo. Marketinški je sepak. Pa marketinški, on da svoje ime da bi ljudi videli neki mali film iz Evrope. Evo, ti kad snimiš film, ja ću da kažem Dragan Bjelogrlić. Može? Može. I onda je De Niro, tad smo imali prilike samo da se upoznamo, a ovde smo sedeli na večeri i stvarno je meni bila to velika čast. I tako da, i sada je, Novak kad je bio u Beogradu, gledao je Montevideo, vidimo se, i jako mu se dopao i ja mislim da ćemo vrlo brzo uz njegovu pomoć napraviti jednu ovako projekciju u Los Angelesu za neke ozbiljne ljude. Одлично, само напред. Ајде да завршуваме, ти треба да одиш на аеродром, треба да те носиме, да имаш неограничен буџет. Сега, пак да сањаме. Ние сањаме у емисија многу. Да, nije loše sanjati, da. Да имаш неограничен буџет. Какви 2-3 проекта би направил? Што би направил, што би сакал, кејф да ти е онака желба голема? Pa dobro je pitanje. Pošto čovjek nikada tako ne razmišlja, pa onda nemam sad spreman odgovor, ali evo ovako, ima nekoliko stvari koje bi sigurno pokušao da uradim. Imam ideju i želju da napravim film o srednjevekovnoj Srbiji, o Nemanjićima, Lozi Nemanjića, Sveti Sava, Nemanja, Stefan Prvenčani i uopšte to ne bi to bio film samo o Nemanjićima, nego uopšte o Vizantiji. Sakaš тој дух да го доловиш. Da, o Vizantiji je recimo jedna civilizacija o kojoj se jako malo zna, jer je ostala da mi ovde smo njeni naslednici, a mi nemamo mogućnosti baš da radimo velike filmove. Koliko ima filmova o Rimu i serija. A o Vizantiji jako malo. Види ги овие фантазииве, Game of Thrones едно друго, паќа со некаков дух таков, нешто средновековен едно друго. Recimo, ja baš na taj fazon Game of Thrones, na taj način bi recimo volao da napravim jedan film i seriju u srednjevekovnoj Srbiji. Druga stvar je, recimo sad eto, kad bi imao neograničen budžet, ima jedna priča o jednoj grupi Pink Panther. To su bili Crnogorci iz Beograda. Što su kradenje nešto, kradenje praja? Da, koji su krali dijamante po svetu. Tije se, da. I oni su poznati po tome da nikada, ni u jednoj pljački nisu nikoga povredili. Znači, nikome nisu... Najgolemite džentlmeni među Da, džentlmenski su odrađivani. To su bili jedna ekipa beogradskih Crnogoraca i oni su postali poznati širom sveta i čitav taj
Pink Panther je bio sinonim za te elegantne pljačke dijamanata. To je recimo nešto što bi mogla da se uradi kao... Ja to bi go gledal da ti kažem. Ocean's 11. I evo, treća stvar je jedna velika serija koju bi ja voleo da uradim o 90. godinama na prostoru ex-Jugoslavije. I ne bi se bavio ratom, nego bi se bavio nečim tim, da kažem, sivom zonom. Ona ispod plašt što se dešava, tije rabotite, a? Da. I kako smo, juče smo pričali o tome na ručku i jedan od likova, recimo, evo da bi približio o čemu se radi, bi bio inspirisan, recimo, baš čovekom iz Skoplja, koji je bio direktor Makedonija Tabak. Šuturkov. Recimo, jedan od likova bi mi bio inspirisan Šuturkovim. Znači, on nekoj modern boardwalk bi pa, kao recimo, jer te 90. godine, šta se dešavalo tada, ako da izuzmemo ratove, ali ono što se dešavalo tu na potezu, i to naročito na potezu ovog ovamo dela istočne Jugoslavije, znači to Srbija, Bosna, Crna Gora, Makedonija, ja mislim da to je zaista Amerika 20. i 30. godina. Majstore, hvala ti što dojde, ovo sam malku poklončenje od nas da bideš zdrav, a ovo da bideš srećan i vesel. Hvala, žao mi je što nemam ja da uzvratim, ja sam poneo onaj dres da ti dam. Mi go dado. A, što ti dali, a? Mi go dado, ne se sjećam. Ustali su pre mene. Ovo nek ide za našите гледачи, potpiši imenna čaša i dodека potpišuješ, кажи прашање, ајде некој, не знам што да одговараат на Facebook. Одете на Facebook.com 1 на 1. Прашањето од Драга не е следно. Evo ga, moj nadimak, a pitanje je koliko je golova dala jugoslovenska reprezentacija Brazilu. Ovo je Драган Белогрlić, mnogo mi беше мило што емисија, вие останете, не се гасите. Драгане, многу успех со Монтевидео. Вие гледате ово кино. Видимо се. Zatvori oči, ja ne znam da li ću moći da sanjam ovaj put. Sanjam u boje, nije važno da su moje ili tvoje. Ljubiš me na ulici, uvek dođeš ti. Zatvoriš oči i sanjamo samo još jednom. Neka bude još jednom, poljubi me na ulici. Neko kuca na vrata, zašto otvara strancu sa osmehom na usnama. Ne znam da li je gotovo, al da li pamtiš ono što sam rekao. Svet je lep kada sanjamo, kada sanjamo. Hajde zajedno da sanjamo, da sanjamo. Svet je lep kada sanjamo, kada sanjamo. Hajde zajedno da sanjamo, da sanjamo. Јас сум жаре и сум различен од сите други шизици што скокаат по тебе на телевизија. Овој бенд е со луѓето од Пепер мимо него, па за тоа ова е најдобрата емисија. Најдобра е Еднаш неделно на Алфа и ке нема проблем. Ова е 1 на 1 на крај на вашиот ден. На 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 на